Здраво, дички, добро дојдовте на мојот YouTube канал Дома со Леа. Ова видео е специјален апдейт за моите 600 и кусур сабскрајбери, кои што се редовно тука. Не сте свесни колку ми помагате и колку ме мотивирате да продолжам да работам на каналот Дома со Леа. Забележувате сигурно дека не објавувам редовно, далеку од тоа да објавувам секоја недела на овој канал. Ви благодарам многу за разбирањето што го имате за мојата ситуација, бидејќи сме комплетно изолирани од октомври, значи нашите контакти се сведени на минимум, контактите во живо се разбира. Со сопругот и двете деца седиме, работиме од дома, децата ми конзумираат може би 30 од 24 часа во денот, кога ќе се додадат на тоа сета хигиена што дом со две дечиња бара, сето количество храна и разновидност на храна која што треба да се приготви во еден ден, така што предпоставувате дека имам многу малку време за себе и за работите што сакам да ги правам, како што е снимањето на ова видео. Во таа смисла, многу сум ви благодарна што сте тука, што сте стрпливи и што секој пат ги наградувате овие видеа со лајкови, со коментари и со отворен разговор за тоа што ви се допаднало, а што не ви се допаднало. На сметка на тоа што помалце снимам и објавувам, сакам да ги направам видеата посодржајни за вас. Не само тематски, туку и во секоја смисла на зборот да се надградиме и наградиме. Токму затоа ова видео има мало изненадување за вас. Не кажувајте на никој, само за сабскрајбери. Сакам да ве известам дека пред 2 недели почнав со еден нов и многу возбудлив за мене проект. Тоа е всушност едно скокање, па викање опа од моја страна во една сфера која што одамна ја меркам и одамна се мислам како да започнам, дали вреди, дали е добра идеја, така се надградуваше целата идеја и дојде моментот кога се запознав со клучна личност за мене и за овој проект и која ме инспирираше и ме поттикна и ме обврза со својата соработка со мене. Ме турна да кинесам. Станува збор за мојата драга пријателка Мартина, која што најдобро ќе ви ја представам преку нејзиниот блог, нејзината веб страна The World Through Postcards, односно светот преку разгледници. Знам дека повеќето од вас ме знаат како мајка на мали дечиња, затоа што токму така и сме се запознале преку овој видео канал, но предпоставувате дека и пред да имам таа улога во животот, имав други улоги во животот и посебно со оглед на мојата возраст дека имав активности на професионален план. Всушност, јас од секогаш сум сакала работа и тоа не како воркохолик, туку повеќе како хедонист во работата. Значи, уживам во проекти, уживам во нови идеи, во почнување на работите од почеток, во планирање и во сите оние мали чекорчиња кои што водат кон успеси или неуспеси и животни лекции во целиот процес на остварување на нова работа. По вокација сум туристички водич, односно можам да кажам дека бев туристички водич, бидејќи одамна ја немам работена таа работа, а со оглед на околностите кои што ги носи пандемијата, најверојатно и нема набрзо да можам да се вратам во мојата натурал хабитат, природна професионална средина. Но, дечки, една поговорка вика дека секоја врата што се затвара, остава простор да видиме каде се отвара нова врата. И токму заради тоа, инспирирана од сличната животна приказна на Мартина, која што исто така оваа година решава да даде отказ од својата стабилна работа и да се посвети на мајчинството и на остварување на своите дамнешни соништа.
Тешко ми е да држам права линија во раскажувањето на приказнава, затоа што сум многу возбудена. Сум во една постојана брейнсторминг сесија. Она што јас сватив дека сакам да го правам во блиска иднина е да создадам едукативни содржини со кои што нашите деца ќе можат самостојно да се забавуваат. Наспроти она што го имам досега видено и купено кај нас како содржина, сакам овие содржини кои што ќе ги создавам да бидат со исклучителен квалитет, да бидат целосни, целобитни како производ, да имаат повеќе намени и да ги инспирираат малите деца да размислуваат проактивно, критички, сами да наоѓаат решенија за проблемите и за предизвиците и да ги охрабрат кога тоа ќе го прават добро. Се разбира, овие содржини бараат многу осмислување, многу планирање, многу работа на нивниот конечен изглед, соработки, но и поголема инвестиција. Токму во моментот кога се прашував кој е најмалиот, кој е најпрвиот и основниот чекор што можам да го преземам во правец на остварување на оваа замисла, токму тогаш паднавме на ваков муавет со Мартина, која што го започнуваше својот блог The World Through Postcards. И тоа беше идеја која што ми изгледаше многу убаво уште во самиот момент кога ја сподели со мене пред да ја реализира и нормално изразив голема поддршка на личност која што ета се осмелила да направи нешто толку храбро, толку out of the box и да се вложи себе си во една храбра идеја како што е нејзиниот блог. И што напиша Мартина за овој проект. Кога ќе се спојат туристички водич и инженер во биотехнологија, не добиваш апсолутно ништо. Но, кога ќе се спојат нивната креативност со нивните идеи, се добива таква шаренолика експлозија, што се распрскува во секоја клетка од мозокот и телото и избувнува како вулкан во најситни честички. Тогаш стануваат чуда, многу чуда. Едно од тие чуда се разгледниците. Во ред, не ги измисливме ние, Леа и Мартина. Си знаеме тоа. Но помеѓу љубовта на Мартина кон разгледниците и незината колекција на разгледници од целиот свет, која веќе го преполнува секој ќоше од незиниот дом, со незината разочараност од некреативниот избор на разгледници кај нас, се појавува Леа со незината хедонистичко-авантуристичка мотивација дека светот на разгледниците може да биде поубаво креативно катче и кај нас. Илустрациите од академскиот сликар Сузана Зафирова Ѓоргиева, која несебично ги понуди како големи прекрасни дела, во оваа синергија се родија како мали уште попрекрасни разгледници и стана како мали дечиња на оние големите дела, всушност како децата што ги представуваат и тие самите, обоени, разиграни, весели. Среќата на овие разгледници ќе оди во два правци. Едните ќе патуваат во светот на разгледниците заедно со Мартина и другите колекционери, а другите ќе патуваат во домовите на сите оние кои што сакате да ги изненадите, да ги израдувате. Можете да ги купите како подароци и да ја подарите нивната уникатна моќ, да не вратат во едно време, во она наше поубаво време, каде пенкалото ја знаеше нашата искрена желба и умешно ја пишуваше на честитката, додека нестрпливо чекавме да го видиме изразот на оној што ја чита параката. Може би ќе се сретнат некогаш, може би и не, но ние ќе им го покажеме патот, а тие нека одберат каде ќе ја однесат среќата. Како што забележувате, Мартина прекрасно пишува, што е мотивација плюс откако ќе го изгледате ова видео да го посетите незиниот блог, каде што ќе можете да ги читате поединечните приказни, вака умешно раскажани, за секоја од илјадниците разгледници кои што се дел од незината колекција од целиот свет. Се надевам дека доволно кажав за да ви биде јасно и интересно на што работиме во моментот. Нашиот прв сет од 6 разгледници
чини 330 денари во малопродажба и истиот можете да го нарачате во порака преку мојот Instagram профил, преку блогот на Мартина, The World Through Postcards, или ако немате Instagram, можете да ме најдете на Facebook, на Twitter, па дури и на Viber и да извршите порачка. Специјално за сите кои што се претплатници на овој канал, кои што имаат стиснато subscribe копчето, можете да ми пратите принт скрин од вашата претплата, односно да направите скриншот од екранот на кој што се гледа дека вие го имате притиснато subscribe копчето, односно ви пишува дека сте претплатени или subscribed. И со тоа ќе добиете специјална, уникатна можност, која што не е објавена никаде на друго место, освен во ова видео, да го набавите целиот сет со 6 разгледници по цена од само 125 денари. Овој голем попуст на вака прекрасен производ е само дел од изненадувањата што ги спремам специјално за моите сабскрајбери, затоа доколку не сте претплатени и доколку некој ви го праќа ова видео, веднаш направете сабскрајб и не се двоумете да си ги порачате разгледниците. Ви благодарам многу на вниманието и ви благодарам што сте со нас во моменти кога се радуваме, кога ни е најпотребна вашата поддршка за нашите храбри женски предприемачки приказни и за се она што сакаме да го оствариме и е пред нас. Вашето бодрење додека сме на оваа патека, што не знаеме каде ќе не однесе и колку ќе биде успешна и цената, многу ни значи. И сме многу благодарни што сте тука со нас. Се гледаме набрзо. Чао!